Гезве е запалено, а? Нека се вари причат, ајде. Ние сме База 903, тука сме половината, ова е тука Огнен, тако звани Психо, гитара, Зафо, друга гитара, јас сум Кацар, фала Ципко кој што е на бас, Чваре, нашиот диџеј и Иво, нашиот ценет бубњар. Постоиме веќе 2 години, а оваа година почавме значи да го спремаме албумот, воедно нели и видеото и понатаму планот за наредните видеа. Чија е идејата за ваков бенд? Па идејата некако се роди, поиманам, со Иво свиревме и со Ципко нешто. Ајде, јас слушав претходно имав Кацар, мислам имав воодушевувано на неговиот скил, но ги пратев кариерата активно и онака побарав од Баге да ми даде контакт некако да се запознаеме за да оствариме некаква соработка на музичко план. И се видовме тогаш прв на Антички, не знам дали се сеќаваш. На Сладкар концерт нешто. И го земавме Кацар, после тоа се роди идеја дека треба диџеј, уствари не знам дали Зафо дојде пред него и се склопивме и функционираме активно година ден. Моментално не е присутен, да. Ова е четвртиот, не усвари четвртиот, него останатиот член, овако не е присутен, не можеше да дое, спречен беше за да дое. Тоа е тоа. Па кумот за него што кажавме, да, за Ципко, да. Ципко е кумот, басистот, тоа мислев, да. Тоа е. База 903, па поразлично. Може би самата дружба не доведе за да нели направиме бенд, а и може би поразлично е склопот на музика, не дека нешто е, како да кажам сега, да се фалиме измисливме, меѓутоа тие стилови што може би не можеа да се спојат, сега конечно се споја и ја имаме храброста да го пробаме тоа. Тоа е поентата. Не е дека е нешто сосем посебно и различно, ама секој од нас е посебен, ја така го гледам. Тоа. Задоволни сме, да, многу. Значи, не знаеме тоа хит како би одело, меѓутоа, уште кога ги правевме и другите траки, нели, од албумот, оваа песна ни звучеше нели најексплозивно, што би се рекло естрадно. Али во секој случај текстот баш и самиот ако го заслушате кажува некои работи каде што баш се спротиставува на тие хитови можеби или на таа музичка естрада така што функционира. Не дека тоа е пресудно во темата на песната, али самата песна се роди како енергија. Можеби уште од прв пат кога ја пробавме, од кога почна да ги измислуваат нели рифовите и ритамот, одма се вклопивме со самиот мој текст. Сега спотот исто беше дело негово. Можам да му го отстапам микрофонот, пази чајот ке ти. Нека прашање, нема да се проблеми. Спотот е. Да. Спотот. Како што се роди песната спонтано, така и спотот беше правото време сега да се испромовира. Мислам, песната беше направена сигурно пред година дена, ако не и повеќе. А уствари беше направена на фразата на Кацар. Кацар каже као тик-так, тика-така, бум. И по тоа беше направен рифот, уствари, што ја носи песната. И така од рака ни тргна цела песна и спотот исто така помина. Сакам да се заблагодарам на Меланија и на Ивана, на Ацика и на Горан, кои што се појавуваат по спотот као актери на вид. Да, Кристијан Теодоров, да му се заблагодарам, нашиот камерман, што со кого што работам повеќе од 2-3 години сигурно. Подолго време веќе. Михац сценографот. И тоа би било.
околу се снимаше у студио во Кики. Снимањето траеше 12 часа и тоа се заврши. Помина многу брзо за мене. Имаме план да извадиме уште еден спот. Сакаме на 10 јуни да го извадиме. Песната се вика Тури Тура. Или Тура 2 или Тури Тури. Да. И за која исто ќе има спот. Сега снимена е песната, па остана уште да издадем со време. Па добро, напредок добро играм. Да. Што? Тоа е тоа, да. Нема ние што да мислиме, она нека му ја мисли. Со какви амбиции дојавте со воз? Не, нема, стварно ги, јас конкретно за мене, еве, као кацар, јас сум научен и васпитан да почитувам се, тоа што не ми се свиѓа едноставно не го пуштам и не го коментирам, бидејќи мислам дека секој има причина да го прави тоа што го прави на тој начин и веројатно нели човекови права и се тоа се почитува. Тоа е тоа. Кога ќе биде чајот, сакам да го прашам Огне, веќе, и да го тури. А ништо сакаме да кажеме. Згаси го, значи не знам, све не прашавте, фала многу значи за поканата. Респект за Бла-Бла телевизија, значи за самиот концепт, за самата слобода. База 903 ве поздравува и респектира.